Здраво, јас сум Тодор Стојковски, имам 22 години, студирам глума 4-та година. Јас ќе бидам пократок, јас сум Илин Јовановски. Мислам дека имаме големи предиспозиции за да се адаптираме на современата уметност, дека сепак моментално има еден, мислам, според мене има еден нов бран на театарска уметност што е актуелен во државата и мислам дека најкомпетентни се помладите глумци за да се нафатат на тој, како да кажам, да се качат на тој воз на современата театарска уметност. Не знам, ја мислам дека главно што значи да се биде млад актер, наједноставно и кратко, но што мене ми е блиско до срце е да се биде храбар. Мислам дека со тоа можам да го затворам целото без многу филозофирање. Баш и тоа поради тоа кажав да се биде храбар, мислам дека најважно, пошто тоа беше едно од главните поенти кои што сакаше нас да ни ги долови, тоа дека младите луѓе треба да се тие кои што се полни со амбиција, кои што се спремни со, метафорички кажано, со нога да влегуваат низ врати, да бидат храбри против, мислам, без никаква навреда, постарите луѓе, нели, се ние се качуваме горе по скалите и треба да сме полни со амбиција, храброст и енергија. Мислам дека тоа највеќе научивме од него, а исто така мислам дека и многу научивме за дисциплина и што значи да се бавиш сериозно со глума и со некоја сериозна продукција. Да, ја мислам дека не беше една голема школа за сите, стварно, за сите што бевме во тој процес и луѓето што го напуштија процесот и што станаа до крајот, беше стварно еден голем мастер-клас за што значи театар и сите добри страни и лоши страни што ги носи тоа. За мене ми беше многу во исто време беше и многу тешко да се справам со тоа што бараше и јас да извадам на сцена и имав големи потешкоти, ама па сепак така се учи тој театар, така се учи новото и така се ствара уметност со тешко, не се walk in the park, што се вика. Беше стварно некако пикува да сме влезени, бидејќи бевме, тоа беше втора година на студии и ни беше прва професионална представа во која што имавме учествувано и сега за таа да ти е прва, мислам дека е голем предизвик, кој што мислам дека многу не научи, мислам дека барем јас лично од сите представи таа највеќе си ја ценам и највеќе ја сакам поради таа причина, ми беше прва и некако беше едно сулудо запознавање со театарот. Да. И јас сметам дека беше според мене најзначајно дека стварно не фрли во пеколото, во оган не фрли директ. Снајди се беше муаветот и буквално моравме се снајдеме и да излеземе и да го направиме нештото големо како што виде. Беше физички напорно, ама мислам дека убаво го саџвакавме материјалот и дефинитивно не фрли длабоко театарските води, што затоа сме многу благодарни. И тоа беше, мислам дека најголемиот предизвик, кој што кажавме, бевме втора година и сега без претходно никаква представа да влезеш во една таква представа која што е сосема различно од се што се прави тука, мислам, дали висење на опечки од шипка, сега не за втора година студенти, многу некако во екстремот еднашки самото тоа соболување, мислам, ама па мислам дека беше еден убрзан мастер-клас за тоа што треба да значи создавање на една представа и така мислам дека многу ни помогна во тој аспект малку да сватиме побрзо што све значи театар. Физичкото соголување тоа во буквално смисла што викаш, тоа е нормално, секој човек викнав, мои луѓе викнав и на крај сваќам дека ќе видам голу представата и мене прво ми беше малце као добро, окей, као ќе се снабдам прво дали ќе
Не знам дали ќе испаничам, не знам како ќе изреагирам, ама пуштивме еден прогон на предпремиера и видов дека стварно не се бавам со тоа публиката што интерпретира и сум си у моето тука и не гледам таму и не се бавам со тоа публиката што мисли, гледа и ова она и тотално филтер тоа ми беше за да можам да не обрнувам внимание на тоа јас како изгледам. Гол буквално или гол психичка? За голотијата психичка, па тоа треба да биде, јас мислам таа треба да биде присутна во секој дело што го правиш. Треба да си психички треба да си гол и отворен на се што нуди драмското дело, за ти да можеш да се експресивен. Па да, баш тоа, сега што збореше на поттик на со тоа што ние физички се соголевме, мислам дека ни помогна и психички да се опуштиме, пошто најголемата работа во театарот е пак на крајот од денот да излезеш како живо суштество на сцена и да си опуштен. И со самото тоа што ние физички се соголевме, мислам дека и психички многу ни помогна. Во симбиоза заедно. Затоа беше убаво. Ви отвори оваа представа понатаму многу проекти, мислам многу шанси за учество и работа во други представи со други режисери. Да, дефинитивно. Па така и работи некако нештото, ќе те види некој, па ќе ти рече ми се допадна ова, дали сакаш да учествуваш во ова, ако те интересира, ако сметаш дека твоето дел ќе биде точен во представата, ќе прифатиш. Имав одговор за ова. Гневот Божица. Ама наша реплика, не. Не се ми една реплика не ми текнува, кога ќе излеземе се лупаме така реплики, јас ќе кажам нешто и он ќе ми фрли нешто и болна работа. Не, мене ми е искрено подеднакво си ги сакам сите, не знам, можеби јас за милена реплика ви кажам нешто актуелно сега што работиме на факултет, од Тело, работиме од Вилијам Шекспир, така што нешто од Јаго, мислам дека би одвоил, што го играм него. Да! Јас мислам дека е нова реплика, ова како цело кратко монологче, кое што на крајот од представата не е текстово тело, но за кого бијат камбаните, но монологче кој што е јас сум дел од човештвото и ниеден човек не е остров сосема сам за себе. Да не го кажам сега цел, но тој мислам дека највеќе дека сите сме дел од едно нешто и дека за да функционира ова едно нешто мораме сите да сме заедно и да има една соработка и многу ме допира на неискрено тоа и поради тоа можам да кажам дека сега за сега тоа ми е една реплика. Принцот. Не сакам да станам крал или од паж, извинете. Прашање за Илен. Семоќен Боже, јас сум во твоите раци и тука сум за да се помолам за мир и вечен спас. Само ова имам да кажам за представата. Од будали по будали, на се личи, само на луѓе не личат, гнасни суштества Господа. Жално и страшно, море, до кај оди гјаволот расипан, нема овој сатанизам во театарот. Ме исполни со одвратност и да ми платите не би гледала такви гнасноти. Да, ова се коментари. Воопшто не. Мислам, секој има право да се каже мислење за одредена представа, дали му се допаѓа, дали не му се допаѓа. Јас немам никаков проблем и никогаш не сум имал со лоши критики, добри критики. Ние во тој процес го работевме со многу убава енергија, многу голема сплотеност, многу убава екипа се собравме и на крајот се мислам дека се направи една преубава представа и сега поентата кој како ја разбира тоа е до него. Мислам е постдрамска представа е по својата форма и секој може да си ја восприеми на свој начин. И овој коментар е сосема окей, мислам. Тоа е тоа. Не е таа поентата, мислам дека на представата, ама окей. Интересна е представата, бидејќи мислам дека опфаќа некој леер од рацин кој што не е покажан во театар или во филм, не сум сигурен. Не зборам со 100% на информација, но е многу интересно што покажува и
лошото, но и доброто во раци. Нели ја раскажува исто така и приказната на неговиот приватен живот помеѓу Невенка и Раца и целото тоа ги покажува на еден по-вистинит начин како народот во тоа време го има прецепирано Раца, нели сега ние го славиме, но во тоа време не било баш и така, било мислам дека повеќе измешано, така што е една многу искрена приказна за Раца. Да. Според мен е интересна целата приказна и представата како е представена. Процесот беше straightforward, мислам, и јасно ни беше што се случува и мислам дека сите вложивме напор и труд и испадна интересно, многу имаше убава критика и убава публиката реагираше на сето тоа. Двете. Да се биде. Секогаш. Директно соврзано, мислам, сите. Јас сум мислел претходното прашање. Да се биде или не? Чекај, малку да се збрати се. Ајде, тука сме сега. Колку се поврзани сите уметности? Ја мислам дека сите се поврзани и мислам дека секој уметник треба да има големо разбирање во сите уметности. Да, мислам дека да има разновидност. Да, дали е симбиоза, музика, мислам. дали е ликовна уметност, дали е книжевност, значи книжевност па поготово, мислам. Треба писмени глумци да сме, не. Па многу се влече и во театарот од сите уметности, мислам, нели да се создаде една представа, се користи музика и светла и многу пати се повторуваат некои слики, дали од Ренесанс или кој било и да е период во самите представи, преку тоа што глумците се поставуваат во некакви си слики, така што влече театарот од сите уметности, мислам, за да функционира треба да има таа симбиоза на се. Еве сега што гледавме без крв, Сашко, музиката што прави на таа представа, воедно што прави и на Инферно. Леле, маестрален, значи представата вака ја гледаш и естетски, сценографски, супер е, актерски, феноменална и режија уникатна. И од тука доаѓа една музика, една таква што те воведува во светото и без музиката ќе фалеше некој момент, елемент на нештото, таа луцидност и сето тоа. И само тоа додава така и ја подига, ја дига уствари на некој, не знам, на лудо ниво. Душевно патување, стварно, многу добро. Мене омилена машка улога би кажал дека од Тит Андроник делото на Вилијам Шекспир на Марко Андроник улогата, брат му на Тит Андроник. Омилена машка улога би била, многу го обожавам од Галеб Трпљов. Ми е, но имам играно таа улога на факултет и ми била стварно и интересно додека играм и стварно целото патешествие што го има он низ целата, ова ми е многу интересно. Како очекував. Да забори потош. Ова не го фейлнав јас. Двете. Ле, ова го мразам. Срам да те. Ја никако, значи Ово знам јас, да, готово. Гениален, мислам, не, многу е лош. не ми се орлете. Глумец и мора да кажеш. Не ми се орлете. Не, долгетивно. Како се вика звончето на Джеймс Бонд? Донг. Динг донг. Овој да може да се Сечемо, не. Од копче до копчето, нешто филозофско треба. Од копче го копчето. Ја само да го формулирам треба во главата, инако одма знам. Иначе, одно инстинктивно, знам што се случи. Сите, според мене, фразата многу слична на сите карти на маса. Тука е се голден. Јас мислам дека од копчето е лишување од сите базични емоции како суета, гнев и его и
отклучување на нашите вистински нас. Вау, аплауз. Океј, супер, фала ви.